Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, ви посакувам добар ден од студиото. Денешен мој соговорник доаѓа од Битола, доцент доктор Елена Јошевска, Факултетот за биотехнички науки при Универзитетот Свети Климент Охридски, од катедрата за прехранбена технологија. Имаме, сметам дека интересна тема, токму за вас денес ќе проговориме за функционалната храна. Добар ден, Елена, и добре ни дојдовте во студиото на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ви благодарам за поканата и ја поздравувам идејата што сте избрале токму ваква интересна тема за разговор. Ова е прва тема во циклусот едукативни емисии Безбедна храна, здрава иднина и главна точка ни е секако храната. Но, се повеќе се спомнува називот функционална храна. Треба да чуеме и да чујат нашите слушатели како се развива концептот на функционална храна, што е функционална храна и зашто е намената овој вид на храна. Повели. Така, ви благодарам. Значи, сведоци сме дека во изминатите години човекот најчесто страда од одредени заболувања, кои што се почесто се поврзуваат со неправилната и неизбалансирана исхрана. Меѓутоа, бројните заболувања и бројните нарушувања на основните физиолошки функции на организмот често пати доаѓаат и како резултат на неполновредни прехранбени компоненти кои што човекот ги прима преку храната, така да сведоци сме на голем број кардиоваскуларни заболувања, дебелина, диабет и нажалост во последните години канцерогени заболувања. Меѓутоа, како одминуваат годините, грижата на човекот, свеста за човековото здравје се повеќе се зголемува. Исто така напредокот на прехранбената индустрија, медицината, сите врски, значи со природните науки, токму ги генерираат основните показатели во однос на поврзувањето на храната и здравјето и сето тоа значи доведува до една популаризација на посебен тип на храна кој што се нарекува функционална храна. Сега историски гледано првите почетоци почнуваат некаде околу 80-тите години од Јапонија, за прв пат се споменува таму терминот функционална храна, при што основата е таквата храна да покажува одредени научни показатели, значи да се темели на одредени истражувања, студија на случај, кои што, значи, таквата функционална храна преку своите функционални компоненти кои што ги содржи, а подоцна ќе зборуваме, значи, кои се истите, мора да покажува едно или повеќе позитивни дејства во однос на здравјето на човекот. Тоа значи или да ја заштитува, значи, генерално општата состојба на организмот или да делува во превенција на одредени заболувања. Јапонската влада во тогашно време издвои и специјална категорија на ваквите производи, кои што ги нарекува фосху производи. Тоа представува, значи, food for specific health use, при што некаде околу 93-та година за прв пат хипоалергениот ориз, значи, ја добива таа категорија на фосху производи, а веќе до 2001 година околу 192 фосху производи се декларирани. Меѓутоа, бидејќи спомнавте точно дека тоа е концепт, значи таквиот концепт од Јапонија го превземаат и западните земји, пред се Америка и Европа. Истите сметаат дека таквиот концепт ќе овозможи унапредување на здравјето на човекот, развој на прехранбената индустрија пред се и економски потенцијал, значи бенефитите на таквиот економски потенцијал кој што ќе произлезат токму од производството на такви прехранбени производи. И сепак тие ја декларираат функционалната храна сосема поинаку, значи сепак е концепт кој што припаѓа на исхраната, а не на фармакологијата, и сметаат дека таа треба да има сосема поинаква категорија од нутрацеутикус, од фармафуд, дизајн фуд, од витафуд или додаток во исхраната. И оттаму ја дефинираат и првата дефиниција, значи Агенцијата за храна и за лекови, светската, дефинира една соодветна прва
дефиниција по однос на функционалната храна. И кога сме сега веќе тука, аз би сакала да кажам дека сепак генерална дефиниција кој што би имала одреден оквир не постои, туку може да почне од многу просто кажано, значи до сложена, меѓутоа како генерално прифатена, значи токму за тие западноевропски земји, се смета дека е храна која што покажува одредено, значи позитивно дејство со своите функционални компоненти на една или повеќе функции на организмот со цел за зачувување на општата здравствена состојба и превенција на одредени заболувања. Тоа некаде би била општата дефиниција, меѓутоа јас му кажувам и на моите студенти, а сакам и да кажам дека сепак, значи функционалната храна е храна и треба да остане, значи, во облик на храна. И покрај тоа што ќе ги задоволиме ни основните нутритивни потреби, сепак преку незините функционални компоненти ќе овозможиме одредени други бенефити во поглед, значи, на превенција на нашето здравје, зачувување на нашиот имун систем и така натаму. А од друга страна, значи, не треба истата да се свати нити како пилула, нити како капсула, значи тој е концепт кој што припаѓа на исхраната, а не на фармакологијата. Кога е крајот на првиот дел, ти благодарам, Елена. Продолжуваме во студиото на Радио Слободна Македонија. Денешен мој гостин, доцент доктор Елена Јошевска од Факултетот за биотехнички науки, катедра за прехранбена технологија, и ја избравме темата за функционална храна. Во самиот вовед го разбравме како се развива концептот на функционалната храна, но еве да спомнеме и на слушателите кои производи ја опфаќаат функционалната храна и дали ваков вид на производи екзистираат во нашата држава, како во делот на производство, дали се произведуваат. Така, значи, како што напоменавме, функционалната храна пред се е наменета за целокупната здрава популација. Значи, за разлика, например, од диеталната храна, кој што за одредена група или за одредена популација, функционалната храна ги опфаќа целокупната популација, од најмалите деца па до највозрасната категорија. Кога станува збор за категоризирање на одредени производи кои што би можеле да влезат во оваа група, тоа пред се зависи од нивното функционално дејство кој што ќе го предизвикаат во однос на човековиот организам, од една страна, а од друга страна зависи и од тоа која функционална компонента истите ја содржат. И сега, во однос на функционалните компоненти би ги издвоила, значи тоа е една поголема група, меѓутоа само за да слушнат слушателите, јас би издвоила само оние кои што се познати. Функционални компоненти можат да бидат, значи, антиоксидансите. Сега се доста популарни омега-3 масни киселини. Функционални компоненти се витамините. Функционални компоненти се минералите, флавоноидите. Функционални компоненти се прехранбените влакна. Значи тоа е една голема листа, голема група кој што храната може сама по себе, значи, природно да ја содржи или може истите, значи, на некој начин да се додадат. Токму и од таму излегува поделбата на типовите на производи кои што фаќаат функционалната храна. Значи тука можат да влезат производи во кои што една компонента е природно обогатена, значи зголемена. Таквите производи се нарекуваат, значи, подобрени производи, во кој што подобрувањето може да настане или по некоја генетска основа, или преку нов начин на нивно одгледување. Типичен пример ќе кажам дека се доматите со зголемена содржина на ликопен. Ликопенот е антиоксиданс, кој што се смета дека превенира некаде околу 5 до 7%, значи ризикот од намалување пред секај машката популација од рак на простатата. Така да, значи, се настојува, значи, во доматите да се зголеми токму по природен пат, значи, на одгледување содржината на ликопенот. Или јас не имам видено домашен производител, до пред известно време имаше на јајца омега-3 јајца. Значи, гледам дека има доста јајца од странските пазари, во кои што содржината, значи, на омега-3 масните киселини по природен пат преку исхраната на несилките се внесува, значи, преку тие метаболички процеси и во јајцата. Значи, токму такви омега-3 јајца со додаток на омега-3 масни киселини и домати со зголемена содржина на ликопен би опфатиле оваа група на производи. Во втората група на производи спаѓаат производи, значи, кои што се фортифицирани,
на некој начин тука се поистоветуваат со производи кои што се збогатени често пати, значи може да дојде до одредени конфузија да настане, значи меѓутоа се смета дека ваквите фортифицирани производи, тоа се производи во кои што се додадени исто така во поголема количина функционални компоненти. Например, може во едно млеко да се додаде витамин D или често пати во овие овошните сокови витамини А, С и Е. Бидејќи тука се негде, како што спомнав, со обогатените производи во истата категорија, често пати обогатени производи се млечните ферментирани напитоци со пробиотици и со пребиотици, или пак исто така овошни сокови во кои што покрај, значи, витамините е додаден еден минерал, како што е, например, калциумот. Друга група на производи, тоа се производи во кои што одредена компонента која што може да биде штетна или по природен пат се намалува, или се додаваат компоненти кои што наполно ќе го отстранат нејзиното дејство. Тие се нарекуваат изменети производи или лайт производи уште. Например, често пати сега се настојува да се намали содржината на мастите кај одредени производи, пред се млечни производи. Понатаму се настојува, значи, да се намали содржината на тие заситени масни киселини кои што можат да предизвикаат одредени, значи, кардиоваскуларни заболувања. Исто така се намалува содржината на шекерот кај одредени производи и намалување на солка и грицкалките. Значи, тоа е она група на лайт изменети производи, функционални производи. Понатаму, друга група на производи се производи во кое што по хемиска реакција е направена одредена модификација за таквите функционални компоненти да можат, значи, максимално да го изразат своето дејство. Често пати кај бебешката храна тоа се хидролизирани протеини кои што оневозможуваат, значи, кај малите деца да се развијат одредени алергии. Имате група на производи понатаму кои што биоразположливоста на таквите функционални компоненти е на највисоко ниво, а се смета дека таквото покачување на ниво ќе овозможи, значи, подобра нивна апсорбција во самиот дигестивен систем. Тоа значи дека истата количина која што ја имале, значи, во самиот производ, да може максимално да се ресорбира во самиот дигестивен систем и на тој начин, значи, да се искористат бенефитите од таквото позитивно дејство или комбинација, значи, на производи кои што претходно ги споменав. Сега, морам да кажам дека во однос на функционалните производи генерално најповеќе ги имаме во млечната индустрија. Значи, млекото и млечните производи, значи, потполност можам да кажам дека можат да го добијат епитетот на функционална храна. Понатаму овошните сокови, исто така и кондиторските производи. Значи, тоа е она група во која што максимално е направено најголем број на модификации и во кој што веќе, значи, на пазарот ги имаме производите. Што се однесува до месната индустрија, таму истражувањата се уште во тек и се оди само на база на истражувања. Конкретно некој производ во кој што имаме одредена функционална компонента од месопреработувачката индустрија не е излезен, иако треба да напоменам дека кај нив модификации можат да се прават, значи, само кај трајните месни производи, значи како што се чајната, куленот, зимската салама, бидејќи тие не претврпуваат процес на ферментација, така да сите компоненти кои што би се додале се смета дека природно би биле присутни на крајот од таквиот производ. Благодарам, Милана. Ќе направиме кратка пауза и повторно ќе се вратиме во студиото на Радио Слободна Македонија. Функционалната храна секако дека си го наоѓа своето место токму во функцијата за заштита на здравјето на потрошувачите. Да слушнеме токму од доцент доктор Елена Јошевска во овој дел. Така, значи, основните постулати токму лежат на функционалната храна, токму лежат на здравјето на потрошувачите, опфаќање на здравјето на потрошувачите и, како што претходно кажав, или на одредена превенција или генерално на подобрување на општата здравствена состојба. Сега, кога станува збор за поврзување со нивното здравје, треба да се истакне дека функционалната храна може да се применува уште во раниот раст и развој. Тоа значи дека посебната категорија која што ја опфаќаат трудниците, понатаму доенчината, сепак користат треба да употребуваат одредени функционални производи
со цел правилно да може, значи, да се развива самиот организам на детето, а и понатаму, значи, правилно да расти и да се развива. Кога зборувам за оваа категорија, мислам дека уште во 1984 година започнато е со унапредување на брашното со додавање на витамини од групата Б. Особено витаминот B12, значи фолна киселина, е многу важен за исхраната на трудниците, значи за да се формира, да се затвори таа неурална цевка, значи кај доенчината и да не настанат одредени мозочни, значи пореметувања. На тој начин витаминот B12, значи се овозможува уште од 1984 година покрај таквите препораки да може да се обогатуваат пахулиците, снежните пахулици, овесните пахулици со витамин B12 и се препорачува во секоја храна која што го содржи овој витамин количеството да се зголеми на околу 140 значи милиграми на 100 грама производ. На тој начин се смета дека сите овие абнормалии би се избегнале. Понатаму, кога станува збор за поврзаноста на функционалната храна и здравието на потрошувачите, неспорно е да се спомене, значи дигестивниот систем. Може би она е прв кој што би сакала да го издвојам, заради тоа што значи опфаќа толку многу функции и заради тоа што се смета дека искористувањето на самиот производ, значи преку дигестивниот систем треба нормално да се разложи на соодветно ниво, истиот значи метаболички да се исфрли. Се смета дека за превенција на овој дигестивен систем потребно е, како што споменав, значи да се зема храна која што е богата со пробиотици, пребиотици и симбиотици. Сега е доста актуелен и познат јогуртот Баланс Плюс, кој што содржи значи голема количина на пробиотици, витаминското млеко, понатаму кефирот, ацидофилното млеко, значи сурутката, сите тие, тоа е целокупната храна која што значи може да се земи со цел да се задржи функцијата на дигестивниот систем и да се превенира одредени негови заболувања. Исто така, поврзаноста може да биде и со оксидоредукцијските процеси кои што се случуваат во нашиот метаболизам. Се смета дека кислородот учествува во многу функции, значи на нашиот организам, особено кога телото не е изложено на стрес. Меѓутоа, докажано е дека само 5 до 8% кислородот, 5 до 8% останува од кислородот за да се сето тоа се разложува на вода, меѓутоа 5 до 8% се смета дека се настануваат такви слободни радикали кои што се штетни за нашиот организам и кои што значи после микроорганизмите се втори по штетност на нашиот организам. Затоа тука често пати треба да се зема функционална храна која што е богата со антиоксиданси. Антиоксиданси се доста актуелни, значи тоа се на некој начин чистачи на нашиот организам. Особено, значи, антиоксиданси се ликопенот, храна која што е богата со витамин Е, понатаму каротиноидите, значи витаминот А, сите тие значи спаѓаат во таквата група на антиоксиданси. Морам да кажам и еден пример во кој што се смета дека земање значи на одредена количина на витамин Е. Најновите истражувања укажуваат дека некаде околу 3 до 4%, значи се намалува ризикот од рак на дојка кај жените, додека пак бета-каротинот се смета дека природната форма пред се на бета-каротинот, бидејќи може да го има и во синтетички облик, меѓутоа природната форма сметаат научниците, истражувањата покажуваат дека може да доведе до превенција на рак на грлото, особено значи кај пушачите. Затоа, значи, кога станува збор за таквите оксидоредукцијски процеси, најдобро е да се зема храна која што е доста богата со антиоксиданси. Понатаму, исто така функционалната храна се поврзува и со кардиоваскуларниот систем кога станува збор за здравје на потрошувачите. Пред се, тука доаѓаат оние познати омега-3 и омега-6 масни киселини, кои што се смета дека превенираат одредени кардиоваскуларни заболувања, на некој начин го штитат срцето и овозможуваат, значи, да не се подигнува на ниво на лош холестерол, што е во крвта. Храна која што се поврзува, значи, токму со заштитата, се смета дека е земање на одредена количина на лосос,
одредени видови, значи, на храна кои што се богати со прехранбени влакна, како што се, например, кикирики, ореви, лешници, бадеми. Значи, сите тие храна која што е доста богата и со прехранбени влакна, меѓутоа и со незаситени масни киселини, се смета дека, како што кажав, го намалуваат нивото на холестерол и ја заштитуваат во потполност функцијата на срцето. Функционалната храна е многу битна исто така и за менталната и когнитивната способност кај еден човек. Тоа значи, меѓутоа постојат одредени контраиндикации во поглед на тоа, во поглед на соодветното нејзино толкување. Кофинот едни го сметаат дека предизвикува одредени бенефити по однос на менталната способност во смисла на значи време на реагирање, расположливост, меѓутоа други пак укажуваат пред се на доста голем број на негативни ефекти кои што може да ги има кофинот и тука единствено прави исклучок дека истиот не може да биде во групата на такви функционални компоненти токму заради негативните бенефити кои што истиот ги предизвикува, а сепак од друга страна пак има и одредено позитивно влијание. И на крајот, функционалната храна често пати се поврзува и со нашата нормална физичка активност. Тоа значи дека често и кај спортистите, меѓутоа и кај останатата група, тоа е храна, значи потребно да се зема храна која што е доста богата, значи со прехранбени влакна, како што се например енергетски плочки, значи тие се доста богати и со прехранбени влакна и со антиоксиданси, кај некои има и додаток на витамини и одредени изотонични напитоци, често пати овој CD-вита напитокот, значи еден типичен пример за тоа колку може да не одржи, значи, во активност. Значи, на некој начин целокупното функционално дејство делува на целиот организам, почнувајќи од раниот раст и развој, па и опфаќа и секоја категорија на што го спомнав, значи е наменета за целокупната здрава популација. Често пати децата, особено младите, бараат одредена храна која што е насочена кон подобрување, значи на намалување, се извинувам, на телесната тежина, намалување на апетитот, а од друга страна пак старите бараат, значи нешто, постарата популација бара нешто кој што ќе им го намали крвниот притисок. На тој начин, значи сите овие што ги спомнав примери и целокупност секоја ова категорија на функционална храна која што ја спомнав ќе делува, значи на сите метаболички процеси во нашиот организам, почнувајќи, како што спомнав, од раниот раст и развој и опфаќајќи, значи, целокупната категорија и популација. Благодарам, Милана. Ќе направиме кратка пауза и ќе продолжиме со последниот блок од едукативната емисија, а денешниот дел го посветивме на функционалната храна за нашите потрошувачи. Професор Елана, колку сметате дека нашите потрошувачи во Република Македонија се информирани што навистина значи функционална храна и можноста истите да се информираат? Кој е патот? Според мене сигурно дека еден најголем пат и најдобар можеби покажан во историјата е секако едукација. Доколку имаме едуциран народ, тогаш и нештата ќе бидат подобри. Повели. Ако тргнеме, значи прашањето ви е одлично. Мислам дека ако тргнеме да ги согледаме западноевропските земји, пред се она што имав можност да го прочитам, значи Германија, Велика Британија, па и Франција, значи тие околу некаде 34% од населението нивно не знае воопшто што е тоа функционална храна. Добив еден податок дека во Полска само 4% од населението е информирано што всушност е суштината на функционална храна. Кај нас, значи, мислам дека помалку од 1% луѓето се информирани за тоа што навистина значи функционалната храна и како истата да се применува. Во овај контекст би сакала да спомнам дека на нашиот народ можеби му е полесно кога веќе би се збогатувала храната со функционални компоненти, би му било многу полесно доколку тоа би биле компоненти кои што му се веќе познати.
Например, многу подобро би прифатиле производ кој што е обогатен со витамини, отколку, например, со флавоноиди. Заради тоа што витамините нормално му сте многу попознати, или она што го претходно што го спомнав, значи доколку производот ќе му биде познат на целокупната популација, значи кај одредени категории да може точно да се погоди, сакам да кажам, категоријата за кој што е наменета. Често пати на самите производи, кога станува збор за едукацијата, а тоа е и законска регулатива, треба да седи и прехранбена изјава, меѓутоа и здравствена изјава. Прехранбената изјава не се ограничува само на хемискиот состав или на содржината, значи на витамини и минерали, туку нормално мора да биде наведена енергетската вредност, точно да знаме колку калории самиот производ има. А кога станува збор за здравствената изјава, во тој случај, значи, тоа би било секоја изјава која што ќе тврди или ќе сугерира за било која поврзаност, значи, или на целокупната храна или на некој својство на храната по однос на здравието на човекот. Често пати на самите производи, особено на млекото и млечните производи, добро е да седи, например, ако е млеко збогатено со калциум, во тој случај често пати добро е да седи, значи, поврзаноста помеѓу калциум и остеопорозата, например, дека калциумот особено превенира кај жени кои што се во менопауза заради заштита на остеопороза. Така да сметам дека не само што не знаат нашите потрошувачи што е функционална храна, туку треба истите да се едуцираат. Морам да ја пофалам, значи, владата заради кампањата која што ја има направено во однос на здравата храна. Значи, веќе почнуваме да се едуцираме. Маркетингот е исто така една од најважните компоненти. Понатаму, разни трибини мислам дека треба да се организираат, разни конференции, семинари во кои што ќе бидат вклучени не само високообразовните институции, туку ќе бидат вклучени и самите производители, па понатаму, значи, и студентите како дел од таквите високообразовни институции. А што се однесува кај дечињата, исто така одредени флаери во кои што, например, добро ќе биде да е нацртано некое млеко, па како што има сега со додаток на одредени, со цел да можат истите да ја сватат самата, точно така, суштина. Значи, сето тоа би придонело на некој начин за поголема едукација, за да можат правилно да се развива патото на генерички пат на функционални производи, бидејќи, како што кажав, значи, офатени се само одредени категории, а не целокупната прехранбена индустрија. Елена, допатува од Битола токму да го посветиш своето време на нашите слушателите на Радио Слободна Македонија и бидејќи денес е убав празник прочка, да си посакаме да ни простат доколку заборавивме или немавме доволно време да им објасниме се она што сакаат да го слушнат за делот на функционална храна. Но секако дека би сакала да те дополнам во делот дека секоја онаа храна која што се произведува во Република Македонија или која што се увезува во Република Македонија, а притоа на својата декларација има изјава каде што се потврдува или се пишува дека таа храна превенира одредено заболување, сепак треба да добие едно одобрување од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, кое што одобрување треба да биде подкрепено со добра анализа, со добри научни студии, кои што на вистина ќе ја подкрепат таа изјава која што стои на декларацијата, бидејќи пред се ние сме тука да ги заштитиме нашите потрошувачи, не само да јадат, нели, безбедна храна, туку и да не бидат доведени во заблуда, бидејќи честопати се рекламира храна која што има здравствени тврдења, но не е подкрепена со научни сознанија. Тука е и крајот на денешната емисија. Јас уште еднаш, Елена, ви благодарам што одвоивте дел од вашето ценето време да бидете дел од Радио Слободна Македонија. Ви благодарам на поканата, се надевам ќе се видиме во уште една ваква прилика. Секако.
Трговско радио Дифузно друштво, Радио Слободна Македонија, јас сум Светлана Коларич. Денес е 13 март, продукција Радио Слободна Македонија. До слушање до следната емисија во следната недела во периодот од 14 до 15 часот. Пријатно! Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич.